Секој цвет има свое време. Така вели Ксенија Николова во прекрасно едно издание, еве го забележувате пред мене. Доволно големо за да можете да го носите со себе и во текот на денот кога ќе посакате да прочитате некој од 201 цитат, да се инспирирате, да ја нахраните душата, можете да го сторите истото. За инспирацијата и за книгата Ксенија Николова, моја гостинка денеска. Добро утро. Добро утро, Јована. Добро утро, фала ти. Како ја доживеавте оваа книга, со оглед на тоа дека доаѓа веднаш по книгата Зад маските? Така е. И книга која што остави белег, остави траг, особено кај женската популација, можеби поради вашиот стил на пишување. Така е. Да, Зад маските дефинитивно си го најде своето место помеѓу читателите. Можеби повеќе допре до женската популација, точно затоа што е сепак приказна за четири жени, нивните животи зад маските. И иако тој роман баш уште живее и релативно е нов и се уште еве гледам и на сајмот на книга, читателите допрва го купуваат и сакаат да го прочитаат. Време беше за нешто поразлично. Јас одамна имав замисла и некоја желба да направам една ваква колекција од цитати, затоа што јас до мојата публика читателска преку социјалните мрежи се доближив токму со овие цитати, со овие некои кратки секојдневни пораки. Ние така некако се зближивме и изградивме мојата заедница на социјалните мрежи и ти самите ме прашуваа, би сакале да имаме едно печатено издание од една колекција од цитати, да можеме да си ги читаме одново и одново. Овие цитати се сосема нови, никогаш не објавени, значи специјално напишани за оваа колекција. Меѓутоа сепак форматот им е нив препознатлив и значи книгата е за мене. Да. Забележувате, јас сум денеска со книгата. Да. Добро, нијанси на живот, на радост, на тага, на љубов, на загуба, на надежд, така е, и на прифаќање. Зборови кои многу често се употребуваат во секојдневниот говор. Вистина ли е тоа дека на секој цвет му е потребно време? Апсолутно. На секој од нас му е потребно време, својот пат да се изоди, да не се споредува со патот на другите, што е малку тешко, да не се лажеме, живеејќи во општество каде што често сме охрабрени да го правиме тоа на еден, по мене, дури некогаш и погрешен и токсичен начин, нели, да се споредуваме со туѓото темпо, туѓото време, туѓите животни избори, туѓите успеси и неуспеси, споредувајќи ги со нашите, да се чувствуваме постојано дека заостануваме, да се чувствуваме постојано дека нешто правиме погрешно. Или дека треба да влеземе во толпа. Или дека треба да влеземе во толпа, точно, да ја забораваме нашата автентичност, да ја забораваме нашата индивидуалност, која секако наметнува свое темпо и свои животни предизвици и избори, така што ете, тоа е пораката. Да, вашиот стил е многу интимен и многу емотивен. Искрено, сметам дека е најголемата причина зашто толку лесно во еден здив се читаат вашите книги. Дали можеби ова е една зрелост на сиот изминат период и на комуникацијата, тука мора да ги споменеме социјалните мрежи, и вашата, верувам дека главна комуникација е тука со читателите. Да. И од таму, да не се лажеме, се црпи неверојатна инспирација. Се црпи инспирација за сето она што сакаш да го создадеш следно. Се инспирираш преку начинот на кој што читателите ги доживуваат твоите дела, многу кажува за тоа што им даваш на читателите и што следно можеш да им дадеш, секако во склоп со она што ти го чувствуваш и она што тебе ти е важно. Така што да си има слух за сето тоа е битно. А социјалните мрежи секако помагаат во сето тоа. Дали авторот како што создава име, така си го создава и стилот? Дали тоа оди рака под рака? Дали тоа значи дека вашиот препознатлив стил ќе бидат романите? Да, романите се дефинитивно мојот препознатлив стил и нешто во кое што јас Никако не излегуваат од мода тие. Да, тие се безвременски. Иако нели да се напише еден роман е навистина еден долг процес. За мене е еден процес кој што бара етапи кои мораш да ги изминеш. Прво да се пронајде она за кое што сакаш да пишуваш, па потоа, односно да те пронајде тоа самото тебе, па потоа да го истражиш, па следно да го испланираш, па тогаш да седнеш. Мислам тоа временски да се определи толку време сега. Огромен залак е. Секој роман за мене е огромен залак и огромен труд, години работа.
Така што се што е следно, навистина треба да созрее кај мене за да јас можам да го И кога сте сигурни дека е подготвено за читателите? Во еден момент мораш да го пуштиш, мораш да пресечеш. Секако навраќајќи се на претходните дела, јас би поправила многу нешта. Сега од оваа перспектива? Сега од оваа точка сите сме поумни и помудри, но нели тоа бележи некое време и етапа во кариерата, во пишувањето и тоа така треба да биде. Да, дефинитивно така треба да биде. Добро, сите го имаме тој момент во работата. Да. Кој ви е омилен цвет? Многу го сакам лалето и многу сакам јорговани. Едноставност и на прво да, едноставност, но специфика не секој може да го одржи во живот подолго време. Така е. Си бара внимание, како што и секој цвет си бара внимание. Вашето внимание до читателите, секој цвет има свое време, може сајмот на книга заврши, но заврши веќе, но книгата си е сега достапна низ продажната мрежа и книжаниците на Сакам книги, можете да си ја најдат. Се надам дека вака секој ќе си ја земе со себе и ќе биде инспирација во текот на денот. Ова како беше рачно книгиче? Да. За во чанта, за секој ден да ви биде пријател. Ете, така е замислата. Да, Ксенија, ти благодарам. Благодарам на оваа позитивна енергија. Благодарам и се надевам дека ќе ве задржи инспирацијата и надежта која што ја имате во себе за нештата дека треба да бидат секогаш подобри, треба да бидат поубави, да се гледа убавина на се оно што правиме во животот и тоа го пренесувате преку зборовите. И се надам дека тоа успешно ќе продолжите да го правите. Фала многу.